Одморете се малку од многуте активности и слушнете коментар за животот од доктор Харолд Сала. А над се, чувај го твоето срце, зашто животот извира од него. Изреки, 4 глава, 23 стих. Тој бил високо образован, еден од најпрестижните и најмоćните во неговата заедница, и тој ја употребувал таа сила безмилосно. Според денешните стандарди, може да го наречеме десничарски нацистички екстремист. Тој толку многу мразел одредена група на луѓе што неговата животна цел била да ги тера истите тие луѓе од своите домови да ги фрла во затвор. За него било кажано дека изговарал закани со секој свој здив и сакал да убива. Кој бил тој? Тој бил човекот кој е најмногу препознаен во рамките на христијанството, веднаш за самиот Исус Христос, апостолот Павле. Никаде на друго место во Библијата или можеби дури и во историјата нема толку моќен пример за целосна трансформација на животот на една личност откако таа се сретнала со живиот Бог на Библијата. Тоа било средба со Исус кога острата небесна светлина го приморала да падне на колена и тој станал сосема слеп и не можел да јаде или да пие цели 3 дена. Можете да ја прочитате фасцинантната приказна за тоа како Бог го исцелил и го повикал за целосно нов живот во 9 глава од книгата на Дела. Да, Божиот избран инструмент кој требал да ја пренесе неговата порака до незнабожците и царевите, како и до луѓето на Израел, бил убиец. Но овој насилен човек, управуван од омраза, бил донесен до самиот крај, до свршено место каде што Бог молел да изврши операција на отворено срце. Тој буквално паднал на колена во страдање. Истата постапка може да се случи и во вашите срца, но обично се случува само кога ќе се најдеме на колена, страдајќи. Трансформацијата на човечкото срце се одвива со она што писателката Кети Грейвс го нарекува јазови и бездни на нашето страдање. Што ако, пишува таа, резултирачките јазови и бездни на нашето страдање в суштост ја носат можноста на трансформирачката светлина со себе? И што ако оваа остра светлина на страдањето што буквално го излекува тепихот од нашите нозе е единствениот начин да паднеме на колена? На нашите колена на крајот од себе си ние сме во добра позиција да ја примиме трансформацијата на Бог во нашите животи. Срцевата трансформација е доменот на Бог, на Светиот Дух. Во книгата на Езекијел, кога израелските синови го напуштиле Бог за да ги обожаваат идолите, ние гледаме уште еден случај на прочистување и операција на отворено срце. Бог преку пророкот Езекијел рекол: „Ќе ви дадам ново срце и ќе вдахнам нов дух во вас. Ќе го извадам каменото срце од вашето тело и ќе ви дадам срце од месо. Ќе го ставам мојот дух во вас внатре, за да одите по моите закони и за да ги пазите и вршите моите заповеди.“ Езекијел, 36 глава, 26 и 27 стих. Неговиот дух во нас го менува нечувствителното, нефлексибилното човечко срце кое што според зборовите на библискиот коментатор Метју Хенри е неспособно да прими какви било божествени впечатоци и да возврати било какви наклонети чувства. Во вашето страдање избираме да дозволиме трансформација на срцето или не дозволуваме. Што е со маж или жена што одбива да падне на колена, да се предаде на хируршките инструменти на Светиот Дух? Дали некогаш сте се молеле за промена на срцето за некој што го сакате, брачен другар, дете? Ние не можеме да го направиме тоа за нив без оглед на тоа колку силно посакуваме тие да дојдат во светлината. Но можеме да останеме на нашите собствени колена, барајќи од Бог да продолжи со трансформацијската работа во нашите собствени срца и животи, додека живееме со таа непоправена личност и продолжуваме да ја сакаме. Бидејќи каква надеж имаат безбожниците кога ќе бидат одсечени, прашал Јов. Јов, 27 глава, 8 стих. На нив им е потребна поврзаност со нас, кои сме верници. Може ли Бог да го промени човечкото срце? Тој може и тој го прави тоа на восхитувачки начини. Ако денес се најдете на место каде што тепихот е изваден од под вашите нозе, вие сте со совршено место да го поканите да ви даде ново срце. Што току го слушнавте доктор Харолд Сала во овој коментар за животот.